Се разгледува потенцијален договор, вели председателот Доналд Трамп со утрешното доаѓање на украинскиот председател во Белата куќа за потпишување договор за минерали. Договорот кој се уште се подготвува ќе им даде на САД значителни права на профитабилните минерали во Киев и ќе го компензира Вашингтон за оружјето испратено во Украина за да се бори против тригодишната руска агресивна војна. И ние ќе подпишеме договор, ќе биде многу голем договор. Тоа ќе бидат ретки минерали и други работи. Но украинскиот председател Володимир Зеленски зборува за нешто што не е во сегашниот договор. Конкретни гаранции за безбедноста на Украина. Вчера Трамп практично ја отфрли клучната украинска вжелба, а тоа е членството во НАТО. Во овој договор има само основни работи за безбедносните гаранции, но мислам дека не се работи за тоа. Следните чекори мора да бидат околу тоа. Без идни безбедносни гаранции нема да имаме навистина праведен мир, нема да имаме прекин на огнот за што зборува Трамп. Ако го немаме тоа, нема да имаме ништо. Олена Прокопенко од Германскиот Маршалов фонд вели дека договорот за минерали бил дел од оригиналната мировна формулација на Зеленски. Тешко е за украинската влада целосно да се предомисли за понудата. За жал, нацрт договорот кој беше понуден на Украина, како одговор на овој предлог, беше доста разочарувачки и прилично едностран. Но сега кога се чини дека аранжманот е многу поурамнотежен, украинската влада е подготвена да го подпише. Прокопенко, поранешно советничка на министерот за финансии на Украина, вели дека очекува нови финални понуди пред подпишувањето на договорот. Има одреден напредок во односот на спомнувањето на гаранциите како фактор, но тоа ќе мора да биде многу подетално во конечниот договор, бидејќи во моментов нема конкретна врска помеѓу безбедноста и инвестициите. Од оваа гледна точка тоа изгледа како договор за инвестирање, но не како договор за безбедност. Има и други детали кои допрво треба да се финализираат пред да заврши оваа брутална војна. Русија сега контролира околу 1/5 од меѓународно признатата територија на Украина и вети дека нема да врати ништо од неа во мировен договор.